Здрава на сите от Вашингтон, Сиетъл. По-рано го стартувам канало, поради това ще се сруши берзата. Значи опремата все още не е стигната. Значи звука не очаквам да биде много квалитетен, защото ќе го влече от самата камера. Микрофонът не е пристигнат поради Amazon Prime, шо касне со деливери. Не е проблем. Исто и осветлување не е стигнато, така да от позади може да видите един прекрасен поглед от какви куки има во Сиетъл, огромни и убави, широки и добри за длабока аналитика. Значи не сум некој водител за да бидам експерт, сигурно ќе направам некои грешки кога зборам, посебно кочански акцент, да се надевам да ќе разберете и полесно ќе ви биде кога ќе одете на кафе кочене да се разбирате со локалното население. И значи најбитно нешто кое ви треба е Brave браузер. Многу година и пол го зборев на сите дека е многу подобар од Mozilla и од Chrome. Mozilla и Chrome ви се чисто платформи кои што ве шпионират. Значи не ви ни требат, додека Brave гледате колку работи блокира. За година и пол има блокирано 354.942 кои што тракери и реклами кои се блокирани. Тоа е негде у 1.48 гигабайти и значи ми има заштедено тие ситни реклами, демек што се по 10 секунди, 12 секунди, ми има заштедено од мојот живот негде 5 часа. На самиот Brave може да видите дека Crypto.com, Gemini, Binance, трите Crypto.com не беше од најдобрите берзи, али сега се пробива во Америка. Че Gemini и Binance е најдобрите. Binance е веќе забранено подолг период, неколку месеци. Binance.com е забраната, али земаа лиценца и ние тука ја користиме Binance.USA. Значи нема што да се плашите за тие што сте по Европа или случајно во Македонија, ако можете, нели нон-стоп ме прашувате за Binance. Binance е многу сигурна, дури и да ја хакират, си имате осигурање на самите коини, нема шанси да ви заглават. Дури ако ја забранат, да речем, во Македонија или како тука, праќат ви имейл известување дека може да си ги преместите коините дека сакате. Чисто да ви покажам за година и пол. Самиот Brave ништо не креирате, си има wallet, ми има дадено 568 биткоини, Basic Attention Coins, кои што на денешната цена вредат $395. Доколку одлучите да го користите, без пари, нели е? Имате и Wallet Verification, значи автоматски треба да направите и ако сакате да го вадите Basic Attention Token, BAT. Имате Exchange, много добър, Uphold, треба да работи в Македонија. Значи много лесно се гледа. Било што да заглавите, на YouTube секој имате значи одговор на се. Ако типо го следат 50.000 и 100.000 души, че со 100% може да му верувате дека и по-лесно да го инсталирате степ бай степ се кое имате заглавено. Значи тоа е за Basic Attention Token, што е најбитно за да го почнем, нели, канало. Второ ти е VPN. Значи NordVPN е доста ефтин, има јаки промоции кои што мора да го, докато сте виши у крипто светот, треба да имате NordVPN. Значи верувај дека тоа ќе ве заштити од многу напади и од многу е подобри од антивирусна програма која ќе ја користите без пари, нели? Кога веќе упаѓате у крипто светот и сте спремни да потрошите толку пари, ништо не ви значи да купите еден VPN кој што за смешна сума на пари 2-3 години може да го користите. Значи секој сабајле, многу луѓе ме прашаа кои YouTube канали ги следам. Значи Крипто Рус, него како добро утро, како радио нон-стоп го следам. Други кои што ги следам, нели, на YouTube. Значи YouTube сами ја направи Cryptocurrency Odl за да ги следиш. Ivan on the Tech го доста, че сега тука е. Значи тие се луѓето кои што ги следам. CryptoCrawl е за Ада, за Cardano. Типо изгледа и пријател со
самиот креатор на Cardano и малку типо најискрено забегува со дебатите и од неговиот приватен живот, али најчесто знае доста добри информации и прв да ги пренесе. Ларк Дейвис исто типо е многу добар. Altcoin Daily го доста пратам. The Moon типчето е уствари некој не тинеџер, али доста млад дечко кој што мислам дека живее у Дубај и е доста добар у прогнозите за биткоин. За подлабоко да го следите. Ivan on the Tech исто е како за добро утро, доста често го слушам. Првите 10-15 минути е добар, после стварно најискрено забегува со неговите аналитики, а јас извинјавам што интернет у Америка исто мора да потенцирам дека е катастрофа. Значи гледаш кога натиснав не се покажа The Moon. Его Ларк, CryptoCrow. Ово се тие што ги препорачувам. BitBoy типо е кул фаца, малку забегува и он со неговите дебати, али е доста добар, знае доста информации. Мултимилионер кој што доста има профит од крипто. Исто и Crypto Capital Venture исто добар. Сега комплетно се префрли за Cardano. Најчесто од тие јутубери кои ќе купе голем коин и најчесто го форсират. Ама Cardano сепак е не за џабе го форсирав толку многу. Знаев дека ќе лита до токава сума и сакав сите да упаднат. Иначе креаторо на Cardano е Чарлз Хоскинсон, типо е математичар, значи експерт по математика и кодови и го има креирано и затоа има доста верував. Неговите дебати може да ги следите на неговиот канал. Малку е тешко да го разберете начинот на кој зборе. Просто е за програмери повише да го пратат, али доста добро е да се прате. Тоа што го има креирано, тај wallet е најаќиот wallet што го имам у мојот живот видено и користено, кој што се користи за без пари и плюс замисли си не мора да ти е уклучен самиот лаптоп. Не можам да го активирам поради самата апликација што уствари што снима. Значи тоа треба да најдам начин како ќе го активирам волето, сигурно има некоја заштита или е побавно, а ево активира се. Додека се подигне ќе зборам нешто за нешто друго. Значи трета работа која што највише ви треба да пратите е coinmarketcap.com. Значи ако сакате малку од малку да предвидите дали берзата ќе паѓа или ќе се качува, значи едноставно следете на Market Cap, гледате има тука 1 трилион 480 билиони и 349 милиони. Значи замислите ли 1 трилион е огромна сума на пари, кој што нели кажуваат ќе пропаднало, 1 трилион долари не може да пропадне така. Значи тоа е најбитно. Во текот на денот, например, кога пратите дали сакате да купите или да продадете, често ќе ударате рефреш и самиот market cap, например, од 1 трилион и 550 билиона, ако падне дури за 10 билиона, значи дека можно е да маркетот да оде на надоле. Значи, како што гледате на прво место е биткоин, тоа чудо беше достигнало скоро повише од 1 трилион market cap, замисли 1 трилион market cap, поминува и повеќе познати компании во Америка, че Ethereum е на второ место со 176 билиони и стварно е сега вториот најдобар проект. Tether е стейблкоин, значи докажаа дека имат покритие за тие пари што ги нели пуштат на маркетот дигитални долари. Cardano ви е на четврто место, беше на трето, сега на четврто беше 38 билиони, сега 36 билиони и уште има огромен потенцијал. Тоа чудо со сигурност ќе ги сруше повеќето рекорди за најбрзо растечки коин у цел свет. 6 години немам видено такво чудо нешто. Значи јас самиот на влог од 5000 долари. Значи ако го отворам сега за
За Беля има апдейт нов. Значи го симне. Ќе ви го покажам ексклузивно мојот wallet. Значи, како што кажав, CoinMarketCap, просто нон-стоп треба да ви го позадина и да се следе. Значи, најчесто, ако не знаете у кои коини да влагате, значи, имате првите 20, треба секој да ги истражувате. Значи, нема да можем да го симнам, валјда поради тоа што ја користам програмата да симне. Лош избор да земам да го апдейтувам, не знаам дека програмата ќе го кочи. Како и да е, наредната прилика кога ќе го апдейтирам, ќе пробам да го покажам. Валјда има некоја заштита. Значи, како што кажав, првите 20 коини секојаш треба да ги пратите. До душа и првата страна од првите 100 коини е добро да се пратат. Значи, у 6 години тие позиции се нон-стоп минуват. Нон-стоп позициите се минуват, зависно од играта. Не е игра, глупа изрека е тоа игра. Многу луѓе кои што имат купено на ефтино сакат да продават и да печалат, имат сметки, имат приватен живот, не може да држат со години у едни коини, тоа е глупо кога кажеш игра, не е ово спортска прогноза, па ти играеш па си промашил за една утакмица. Ова е сериозни технологии кои што има луѓе. Еве, например, Engine Coin ви е најаќиот геймерски коин. Јас у 6 години немам видено овако нешто. Беше, јас го имам купено, не се сеќавам точно, уште немам седнано, нели сега само што се пензионирав, треба да пресметам ветувам дека ќе направам видео на сите мои коини на кои цени се купени, али се купени на смешна сума на пари. Али што сакам да кажам дека има толку многу коини, вие не може да ги купите сите. Али Engine Coin е како геймерски коин, го препорачувам да се држи. Значи со тај Engine Coin уствари го препорачувам за геймерите, значи утре вие кога ќе има некоја игра, валјда ќе може да се купи со Engine Coin или ќе имате некои айтеми во самата игра, со 100% ќе може да се купуват и да се тргуваат со Engine Coin. Тоа не е нешто ново. У дигиталниот свет, мислам, кај игрите имаш многу айтеми кои што се имат тргувано и со злато, кои што се преходно имат купувано со дебитна и со кредитна картичка. Многу деца во Америка ги крадат кредитните и дебитните картички од своите родители за да купуват айтеми и игри, така да Engine Coin со сигурност има еднина. Значи друг Nexo исто ќе го препорачам да го истражите. Значи Zcash, секој кој што е у криптомаркетот треба барем еден Zcash да има. Тоа е технологија која што нели демек е untrackable. Службите нема кај нив untrackable, али тоа чудо е $119. Првичната и стара цена му е $5000, значи може да оде и $10,000. И според мене за 10 години, што е многу, нели, али за 10 години е единствено нешто што може да му се приближи да биде конкуренција на биткоин. Ако не се лажам, Zcash мислам и дека беше форк од самиот биткоин. Не се сеќавам, простете на пример ако направам некоја грешка, пошто 6 години читам за толку многу коини и за толку многу гледам чартови нагоре надоле, што мојот мозок значи не може да ги запомне сите коини, ќе ми треба нели сега откако се пензионирав да еден баланс детално да ги истражам сите коини, тоест да ги пренесам сите коини кои што јас ги имам купено. Јас со сигурност нели и планирам да улезам во македонската криптоисторија затоа што сум единствениот кој што никогаш не е изгубил пари. И имам сведоци за тоа, имам трансакции. Чи у 6 години инвестиции немам изгубено никаква ниту долар. Значи одбрав да играеме на обична одбрав да играам да праваме на друга аналитика за разлика од сите купи и продај. Значи избрав да само да инвестирам. Единствени коини кои што ги имам продадени е за татко ми кога беше болен. Значи тие се единствените коини кои што ги имам продадено. Energy Coin се викаше тај проект. Беше огромен проект со пред Cardano имаше многу појак волет, али самиот
добро и ще го продадов, нели, самиот енджин више има голем потенцијал, али нешто немат никаков апдейт и се назад. Значи, за коините у друго видео ќе се надоврзам, али сега, да, друга сторија е, многу луѓе ми пишуваат, еј брат, еј другар, да купиме ли? Или да чекаме уште. Значи, тоа е глупо прашање. Мислам, вие сте нови ово, нели е нормално прашање. За мене сакам да кажам дека е глупо прашање затоа што не ви требе, кажи го, не ви требе да чекате. Значи, кога, например, биткоин е сега $48,000, значи тоа чудо ќе оде со сигурност до краја на декември измеѓу 100,000 и пола милион. Знам дека звучи лудо, али јас сум 6 години у овој, значи многу добро знам што е биткоин. За разлика од новите играчи, нели скептици не веруваат. Не веруваат затоа што у Македонија луѓето земат мали плати, пирамидални шеми, понзи шеми, дури и самите банки се несигурни, крадат. Нормално е луѓето да се на тај левел, на тоа ниво, да не веруваат. Не е лошо ти да не веруваш, не е лошо да прашаш втор, трет за мислење, не е лошо сам да истражиш. И на мене да речеме да треба да не ми верувате, али кога ја више 6 години форсирам нешто, јавно, намерно, плански го прикажам на кои суми е, и сега е дојдело на тие суми, значи сум ја зборил вистината, иако ме плукале и вреѓале, и милион души е блокирано на таа група, затоа држав и мала група од 10,000 души. Таа група ми имат понудено $10,000, $20,000 да ја купат. Гледаш, ако ми е било за профит, ќе сум ја продадел и ќе сум инвестирал у крипто, ако сум купил биткоин за тие пари, сега ќе бев милионер. Чи не сум ја продадел таа група. Не ми е за профит. Исто и YouTube каналот не ми е за профит. Ако стигне голема гледаност и ако правам пари, како некои јутубери што прават токави суми на пари, ќе ги донирам истите за Македонија. Не ми требат. Јас више имам, не кријам пола милион, ја ги имам моите волети и сметки онадено. Јас на многу луѓе ми тражат пари на заем, и брат $100, 200, и брат за деца, болно дете. Кога ќе го провереш на Facebook, ми го губат времето, типу ни нема деца. Значи пази колку долно е да ти пише еј брат, на многу луѓе им помогнано. Дури јас имам задужено на времето на мои пријатели за да дадам на други, што никој не го е направил тоа до сега. Иако замисли сум го знаел ово за биткоин и за другите криптокуренси колку вредат. Али глупо е луѓе да ми пишуваат, еј брат да ми даеш $100, $200, еј брат заглавив ќе ме убијат лихвари, еј брат земав на заем, тече ми лихва. Луѓе, јас не сум банка, за да нели не се ни познаваме на интернет, не сте ми ни другари, не сте ми ни пријатели, чисто сме дигитални пријатели, виртуелни пријатели, и ми тражите нон-стоп пари, значи пошто нели ги јавно објавувам колку имам многу. Треба да разберете една работа, дека ако јас извадам и сменам $100 од биткоин или од било кој друг коин, ми е фактички на печалба и треба да платам данок 20% на тоа што сум го продадел. Значи јас ако ти давам $100 на тебе, јас више губам $20 од тие $100 што треба да ги платам за данок. Нема логика да вадам нешто и да давам заради тоа што уште е мало, и еден ден витувам дека ќе помогнам на вистински на кои луѓе требат. Али такви глупи луѓе ќе продолжам да ги блокирам. Можам да ви покажам, имам блокирано сигурно повеќе од 1000 души до сега за такви глупи мобети, и просто мене дневно ми пишуваат 200-300 души, не можам да врнам на сите, затоа е подобро да има YouTube канал. И откако ќе направам YouTube канало, планирам да у групата да се водат дебатите. На YouTube канало ќе бидат избришани самите, ќе бидат блокирани да нема коментари заради заштита за секакви будали доле да не ви продават и да не ви понудуват ништо. Значи тоа ми е плано. Да не ја одоговлечувам многу на таа тема. Разочаран сум од многу македонци кои што ми тражат пари и не го разбират системот. Мислат дека ти постанаа милионер и ајде сега ќе му тражиме пари. $100 не е ништо за него. $100 е многу пари во Америка, посебно кога се плаќаат даноци, и за нешто кое што на пример сега ќе лита. А друга најбитна сторија исто да ви кажам за биткоин, и не се довршив, за луѓе што викат дали е добро да купиме сега, ќе ви кажем на сторија што се случи пред некоја година. Или две, не се сеќавам точно, не помнам. Биткоин падна од 20.000 на 3.200. Јас купив одма.
да има в 100 000 долари, ке купив и за 100 000 долари, иако тражив инвеститори, никой не веруваше во ова. Иако работам во Америка и вземам доста добра плата, 3200 долари е много пари за еден месец, нели, да ги лупнеш у нешто, иако го веруваш 100%. Значи купив биткоин на 3200 и сега замисли го имам тај биткоин на купен на 3200, додека сите мои другари викав: луѓе, купете, не се лакомете, луѓето чекаа на 2800, на 3000, на 3100 и замисли си за 100 долари, 200 или 300 долари разлика, изпуштија да го купат за секунди, минути, за саат или на 8000 и никогаш не се врна на 3200 ден денеска. Значи изпуштија 50, колку беше, 56,000 долари. За нешто што чека да падне 100 или 200 долари, тоа е најбитна вистинска приказна која што сум ја доживеал у 6 години. Значи никош не се лакомете да падне 10%, 20% е многу добро да се инвестира, да не се чека да се падне ако биткоин или Ethereum или Cardano беше 1 долар 48. Сега вие 1 долар и 10 и 11, значи е перфектен момент вие да купувате. Добар играч, исто да речем, ако имаш голем буџет 1000 долари и ако ти веруваш и не мора да следиш моята аналитика, може да купиш за 500 долари Cardano. Јас се извинувам. Усијател влажноста на воздухот просто те убива и самото AC ти ја суши устата. Значи, што ми беше молбето, се прекинав, 50% може да купите сега и 50% ако толку многу верувате дека ќе падне, може да купите на наредниот пат од 10-20% и фактички првичните коини кои што сте ги купили на 1.11 или на вториот пат на наредните на 0.98, значи самите коини, проста математика, се коригират и не се на иста цена, туку се многу поевтини. Така да речеме сега, ако идете all-in у Cardano да купите, да речеме после еден месец Cardano се сруши за толку, ако нели више имате пари, 10-20 или долари, или значи зборам за Европа, доста луѓе ми пишуваат за големи суми дека сакаат да го купат Cardano. Дури за мали суми Cardano во еднина вреде, значи тоа не можеме јас сега да кажам луѓе вложете се ги сите пари, да, тоа е најбитно, не се стават у криптомаркетот сите пари. Тоест пари кои што ви требат за кирија, за храна, за нормални дневни активности и месечни активности, не се стават такви пари. Многу луѓе ми викат: брат, ќе ставам заштита за моите деца. Заштита за твоите деца, ако се мали, да, ова е добро да се вложи, али не сите all-in, значи тоа е дете, посебно во Америка едно дете за не дај Боже да отиде на болница, треба огромна сума на пари, исто и за Европа. За Македонија немам што да зборам, тоа е, имал сум прилика да ги видам тие болници, тоа е жално. Тука животните имат подобри болници, што не ми се свиѓа, не дека не сакам животни, нека не да навлезувам у таа тема. Мојата фамилија доста е преживеала со болници и еден ден и сами имам донирано детското оделение од како видов слики на YouTube, слики на Facebook, какви се условите и сами од донирав одредена сума на пари. Значи, многу луѓе викат дека сум лаком за пари и сум материјалист, значи јас кога донирав, не крием, 950 долари, мислам дека беше, кога донирав плюс еден куп даноци ме изгореа за тие 950 долари, па и Bank of America ме беше блокирала, MoneyGram исто ме беше блокирала, како се викаше другата, Western Union ме беа блокирале за праќање на таква сума, тоа не е кој знае колку голема сума, али беа ме блокирале. Ден денеска на MoneyGram сум блокиран доживотно за донации низ Македонија на разни фамилии кои што има тражено пари, значи истите тие пари денеска вредат многу повеќе. Значи криптото од пред година-две која сума е било и денеска, значи планирам и видувам дека еден ден ќе помогнам на многу луѓе, како што гледате сега, можејќи да трейдам на берзата, јас сакам чисто да ви дадам еден вовет. Иако не ми стигна на опремата и звуко и видеото може ќе бидат катастрофа. Сега идеме да не многу филозофирам. Што уживам да филозофирам, луѓе да го мразат тоа. Немат луѓе до време да те слушат, али значи CEX.io работи у Македонија. Значи у самата графа, например, на нови берзи може да видите у
кои држави ги прифаќа. Мене не ме уште одобрија, иако пробав со VPN. Уште ми немат одобрено, заради тоа што ми тражат сметка од адреса. Сега мајка ми да малтретирам за сметка од адреса за некоја берза која што не планирам да ја користам и е доста скапа да се купува. Али во Македонија кога нема друга е добра. Значи, како што ја разгледав е доста сигурна, скапа е, али е доста сигурна берза. Значи, секоја берза си има собствен волет, многу луѓе се бунат у тоа дека ако купам биткоин или Cardano или Ethereum на CEX, како ќе ми стоят, треба ли да креирам волет? Не, самата берза си има волет. Значи автоматски ви се складират од тој волет. Значи многу луѓе се бркат како да купуват и да продават. Луѓе, верувајте дека е многу лесно. Значи автоматски ви ја зачува цената. До душа погрешно од мене, значи најдобро е, например, како што гледате, сега тука малку ме брка поше у евра. Значи ставаш 0.93, тука е минимум, тука е за ова, значи 100 да ги купи на цена од 0.93, сега многу луѓе натиснат и викат не ми ги купи, не ти ги купи за тоа што таа цена што ти ја дава не значи дека на таа цена продават. Значи ти секош ќе треба да ставиш малку повисоко, или ако мислиш дека Cardano ќе паѓа, ја програмираш се 0.93, ставаш 0.92 и одеш place order и ќе ти ги даде доле и кога ќе тај тип продава на таа сума, ќе ти ги попуне. Нема што да се плашиш, може да го ставиш компјутерот цел, мислам компјутерот го гасиш, може да го ставиш тоа place order, да го ставиш и 3 дена да стои и една недела додека не го испуне, додека не ти го продае некој на таа цена. Друго нешто што многу луѓе ме прашаат, margin trading. Молам ви се, забравете го тоа копче. Многу луѓе познавам што изгубија, што се сигурно подобри луѓе од аналитика и аналитичари и експерти, забравете го тоа margin trading. Забравете го, просто margin trading. Друго исто што забележав, што никој од Македонија не ми кажа и не знам дали го има приметено, значи погледнете, има стекинг, што е чудо дека у Македонија замисли се тоа ќе биде дозволено. Малку се свинувам интернетот, значи тоа исто да кажам, во Америка плаќам негде $114 интернет. Смета се за најскапи, иначе интернетот е катастрофа. Што во Македонија имате многу подобар интернет, да знаете. Значи стекинг. Многу добра работа. Ако значи не ви требат ни, ако више имат cex.io имат на нивната платформа за стекинг, значи можно е да ги чуват на cold storage нивните коини. Препоставувам дека не се толку глупи да ги чуват на онлайн. Значи погледнете, Zilliqa, вие сега не го разбирам, уште не сум го прочил. Да, значи Zilliqa не е возможно, то треба да го истражам, сега прв пат ја отварам, да дава 17%. Ако е стигнало, значи тоа е на страшна работа. Јас имам многу Zilliqa. Значи погледнете Zilliqa, со 100% ви го гарантирам дека може коин да го купувате. И ако е точно, сега не ми е јасно, прв пат ја истражувам оваа берза, дали е тие проценти што ги дава, е 17%, едно страшно за толку добар проект. Ontology нема да ви го препорачувам. Имам го негде 5000 коини, 3 години ми стоеше, не сум на загуба, значи имам направено пари, али го нема направено тај профит. Значи у исто време замисли си јас кога купив за $5000 Cardano, купив негде 220,000 Cardano на 0.03 центи, ке ми извините тоа 0.03, почесто ќе ослушате и мој мозок е програмиран на тај начин да ги гледам не 3 центи, не 17 центи, значи да ги гледам како 0.03, 0.02, 0.01 или 0.10. Просто мојот мозок функционира на тај начин, сум се научил за да не се збркувам на цените кои што ги купувам. Tezos исто да знаете е грчки проект, не знам дали ќе ви се свиѓа, али е добар проект. Polkadot е тај толку што го зборот коин да ќе стигне до $1000, па $10,000 од коин што $10,000 нема шанси тоа. Можда за 30-50 години, али просто не верувам дека тај коин би стигнал. Замислите кој $10,000, многу луѓе си фантазираат ќе купат за $35 и од еден коин ќе направат $10,000. Просто да пресметате дека таков маркет кап не е возможен.
Нео имам доста, сега трябва да изтражам нели поради програмата, што снимам на кој начин дали ќе можам да ги отварам волетите, до сега Deadlius не успявам да го отворам, трябва да изтражам зашо. Фактички Neo е много добър проект, той е фактички кинескио Ethereum го вика на времето. Замисли, кинескио Ethereum. Таен проект е, няма много информация, али цената оде. Старата цена, ако не се лажам, беше $150. Там очакувам голем профит, имат много як wallet, значи всеки кой Neo ще ќе купите на која би било берза. Че да видам дали е можно, дали ќе ми дозволе самата платформа да го инсталирам. Значи прв път нели снимам видео и прв път ја OBS Studio тестирам. Кој е заинтересиран за YouTube канал, не мора за крипто, за било шо, можем да му кажем за OBS Studio, е без пари, е лесно да се научи да... Neo го отваря wallet-о, чудо от wallet. Значи, чудо от wallet, сега имам... Трябва да пазам, нели, со паспорди сега, али не верувам да може да ме хакират. Трябва да пазам да не се види някой паспорт, нели, камерата да го долови. Не ги чувам сите паспорди на телефон, криптирани ми се, чисто да знаете, на паспорди на телефон не се чуват, али самиот Samsung имам Note 20 Ultra, чудо технология, доста е скъп, али голема защита нуди. Има много опции, кои ще може да се... Сега, само да го найдам паспорда на Neo. Трябва да пазам. Значи... Малко е голем паспордо, ќе вземе време. Секој ставајте шо по-големи паспорди, шо повеќе нели символи. Да се надевам дека не сум го сгрешил паспорда. Знаем дека ќе го сгрешам. Секојаш го грешам паспордо, тоа е ништо ново. И то е добро, значи доста голем и не е лесно да се унесе. Ќе улезам, значи ексклузивно. Ќе го зголемам. Значи имам негде 330 Neo коини, кои шо вредат на денешна цена. Вредеа 15.000, сега е падна на сумата, 5%. $12,716 вредат. Значи, кај Neo волето не мора да ви стои оклучен. Гледате, копа газ, значи ми има изкопано 1.05 газ. До сега за, да речем, 2 години мислям дека го имам, има изкопено 39 газ, вредност от $410. Замисли за нещо, ще го имаш инвестирано на смешна сума на пари и за 2 години има изкопено $410. И това му расне на цена. Значи майка ми просек да речем в Македония, харикирам сега, не съм сигурен, взима $3,000 на година плата, замисли си аз съм успял за 2 години да изкопам $410 от Neo. И сега ако ще имам и други коини, 410 от тай, 200 от онай, 200 от онай, кога ги съберете, аз имам направено $5,000 за една година. Значи от нищо, от виртуално, от нещо, що другите луги не веруват. А аз съм бил доволно храбър да го тестирам. Плюс самиот коин ти дава и някои други проекти и волите, кои шо не знаем утре шо ќе вредат. Еве тука токен баланс дава некои баланси, дава некои токени кои шо не се вадат моментално и не ја знам вредността, али замисли си ќе вредат еден ден нещо. Значи тоа е Neo. Neo го доста препорачвам, ја имам 330 коини. Значи го викате кинескио Ethereum, много сигурен wallet има. Значи никош до сега не съм имал проблем со волето. Често излават апдейти, значи, што е битно. Тоа е за Neo. Значи много луѓе ме прашаат дали го имам. Имам го. Трябва да ме разберете, много луѓе ме прашаат, ама ти форсираш Cardano. Значи, и аз ако почнам да ви кажам за сите мои коини, кои ги имам, тоа е, трябва да правам 60 дена видео. Значи, просто форсирав Cardano, пошо беше 0,03 центи, 0.03,
Замисли си вие, ако уложивте $500 или $1000. Значи, колон стигна $48, вие имахте такъв бюджет, така може да и купите сега и Neo, и Bitcoin, и Ethereum, и Polkadot, и сите. Значи, за това форсирав Cardano. Не можем я да ви форсирам Neo или съвсем други коини, кои ще ги викат шиткоини. То са 2200 коини. Ако вие вземете от тази $10, какво я ще правя на времето, проста логика, най-просто да ви обяснам, ако аз истите пари от Neo, ако ще вземем $12,797 печалба и 422 и копа, съм ги уложил от биткоин, я много повече профитки съм направил. Може да и за 200-300% повече профит. Али самия биткоин па не ми копа газ. Я утре не знам тази газ защо се користи. Ке се користи за транзакции да ми се поевтини, али сами си аз имам оперативна машина, която ще копа. Биткоин не копа. Да, ке биде 1,2 милиона. Али аз съм тук, не съм за какво много луги ще ми мислят да стана милионер и само биткоин и онма да ги продавам. Мене ми интересира да ги тестирам овия технологии. И вие волите се доказ за това. Зато и сагам да излезам у явност. Значи, аз много луги викат, брат, ти не зафръкна, не направи на времето YouTube канал. Луги, аз много лесно се направя YouTube канал в Америка. Много лесно. Дори да вземеш свободен ден, ти от самия бакшиш ще го вземеш от преходните денове, можем да не одам на работа 2 дена, 3, да правим YouTube и да правим пари. Не е работата, яко другите ютубери, да направим да направим канал и да правим пари от него за нещо, що не съм го тестирал. Значи, и аз тестирав 6 години, нещо, което ще е сигурно, което ще не съм изгубил пари и сега сагам да го пренеса моето изкуство до сите други ютубери едноставно купат някой коин и гледат цял месец го форсират taj коин како сите тия ютубери направили един голем фейл. Тия нямат 230 000 Cardano. Нямат 220 000 Cardano купено за $5,000 на 0.03 на 3 центи и сега да имат направено $340 000. Значи за $5,000 за една година аз направих $340 000. $5,000 от биткоин не правят за една година $340 000, ни па у Ethereum, ни па у било кой друг коин. Едино ќе прави от Dogecoin, Dodge, што е едно комплетно, со извинение, срање, шиткоин, кој што стварно може да биде у еднина $1 и 2, замисли си, поради тоа што луѓето му дават вредност. Тоа е едно срање технологија, али луѓето му дават, сега ќе најдам, луѓето му дават, ќе го исклучам Neo, уствари го исклучив. Значи Dogecoin у проценти го помина и како да кажам, у слава, го помина и биткоин. Значи Елон Маск, никой не знае дали се зафракава, дали не се зафракава, дали е купил, дали не е купил, типо е малко куку. Некем да разговарам за него, значи тип што е приватна компанија и поседала таква технологија, додека америчката војска тука се мача со некакви си авиони и да не навлагам от че сите тия луѓе кои ще ги гледате на интернет се едно шоу на Холивуд и тия луѓе се обични директори. Да, доста интелигентен човек е, али не е собственик на такви компании, тоа е комплетни глупости како Безос, како Бил Гейтс. Тоа се други теми. Ако правам видео на тази тема, сигурен съм ќе биде доста интересно, али за Dogecoin нема да го препорачам на никой, ако гледай. Тоа е една страшна експлозија и големи суми на пари може да се направят. Али ја имам 10,000 коини од Doge, чувам ги на америчка берза на Bittrex, купени пред тоа е некаде пред може 4-5 години, за една смешна сума на пари ги имам купено. Дека сум ги 20-30 харикирам долари, сум купил 10,000, чисто да го има, затоа што знаев дека еден ден ќе стварно имало самото тоа дека толку луѓе ми пишуват, прво ме прашат, брат, што мислиш за Dogecoin? Замисли ти му збореш Cardano, Ethereum, Bitcoin, сите луѓе што ми пишаа, значи 99% од луѓето што ми пишаа, ме прашаа за Dogecoin. Да бев лако ми за пари, сега би уложил $10,000 в Dogecoin и ќе чекам, али сум таков човек кој што не сум заинтересиран за такви проекти, за такви пари, пошто многу луѓе кои што
имам другари што се интересирале, имат изгорено големи суми на пари, па што го купија на скапа, а друго да не забравам најбитно, чека да видам само видеото да не знам точно колку, да не пречекорувам многу. Ripple, луѓе, ако купите Ripple, има многу другари познаа, ако купите Ripple, вие ги поддржувате банките. Тоа е комплетно банкарски коин. Имав 300 купено Ripple, чисто да тестирам технологијата. Да, доста е брз, доста е подобар убрзина од било кој друг коин, али тоа е банкарски коин. Не ви ни требе банкарско, со извинение, шиткоин. Да, килита и $3, може и 4, 10. Да, може да направите профит ако ви е за профит. Сигурно да ќе направите профит на тај коин. Али ја не сакам да инвестирам у банкарски коин. Они имат сега некој судење, беа ги фанали у страшен криминал со inside trading, значи типо што е CEO на Ripple, има дадено на инсайдерски информации на неговите членови од фамилијата дека која берза ќе го стави или која берза ќе го тргне, значи дали ќе има дип, дали ќе лита најгоре од цена да го купуват и имат направено неколку билиони долари. И ги истражуваат, али у Америка многу луѓе мислат дека точно е дека најголеми работи се случуваат истрага и завршуваат луѓе у затвори со казни ако излезе у виделина. Значи типо со Бајден на чело, не ми се прави на таа тема обед, може да подплате суди, не дека ќе ги подплате да не плате казна или затвор, али ќе си плате огромна сума на билиони долари за да го забрават делото, да речеме. Значи Ripple нема да го препорачам, имам другар, нема да му кажам името, има изгубено $40,000 на Ripple, затоа што го има купено на поскапа сума и од паника, тоа е најголемиот, значи за тоа ми треба за Ripple да го објаснам. Значи многу луѓе купуваат на 68 центи кога беше, харикирам сега, него ни пратам на цена колку е точно, на 68 центи кога почна да се руше на 0,40 и нешто, у паника продават луѓе, кога затоа не треба да купувате shitcoins. Или Ripple не дека е лоша технологија, 200 банки на света го имат подпишено договор, што значи дека нема со сигурност толку лесно да пропадне. Иако сега MoneyGram, како што гледате, ќе ги судат самите луѓе кои што имат инвестирано и имат изгубено многу пари, сакаат да го судат MoneyGram, затоа што MoneyGram го има рекламирано, да речеме, или форсирано Ripple, дека е многу јака технологија. У Европа не знам, али за Америка со сигурност, ако некој група на луѓе мокна, нели, се обедини да суде, верувам дека ќе земат многу големи милиони, милиарди оштета од тоа, од самата компанија. Имам другари кои што, не другари и пријатели кои што многу паничат. Например, гледај јас колку пари имам направено и благодарение на тоа што сум покажил Wallet, нели, на македончето мора се да му покажеш за да верувам, не е лошо, нели, ако проблемот е што многу луѓе нема да го покажат тоа, јас што го имам покажано, јас многу луѓе нели што ми тражат пари на сметка, јас можам да ви ја постирам, јас имам 1500, максимум $2000 држам на банк акаунт за сметки да плаќам. Јас пари немам. Сите пари ми се у крипто. Пари не. Значи ако мислите дека ги финансирам банките и дека толку верувам у банките, јас во Америка 6 години не сум имал никакви пари. Сите ми се пари у криптовалути. Сите пари ми се на волети, може да се отворат од цел свет, да речеме ако го изгубам телефонот, значи Samsung Blockchain Wallet, значи може, не знам како ќе се гледа, може да треба да пазам лозинката, душе не може да биде пробиен, еве сега не сум го направил, има апдейт на сите, сакам да го препорачам, Samsung Blockchain Wallet е чудо од технологија. Мислам, начинот на кој го складирате, ти си уствари клучо, ти си... Сега чекай само, ми пишуват многу луѓе пораки и се извинявам. Ripple, кажав, многу луѓе имат загубено пари, ваше е дали ќе го изберете, јас 300 коини сум имал, сум ги сменил на печалба и никош повеќе го немам купено тај шиткоин. За CEX исто прекинав се, значи сите овие што се ставени коини, значи за луѓе треба да знаат дека има, значи за стекинг, значи имаш за стекинг, Zilliqa го препорачувам, Polkadot, Neo, Tezos не е лош, Cosmos исто е интересен коин,
Cardano, значи много луѓе кои што не знаат да се снајдат на Deadliest Wallet, што е много лесно, али ако не знаат да се снајдат, може да го држат тука. Значи, треба да го активирате, валјда јас немам ad funds за да го активирате, сега ќе пробам. Депозитада. Значи гледаш, много е лесно. И ако заглавите имате YouTube канал, со сигурност некој што веќе ги има направено овие проекти. Не треба да чекате се да ми пишете на мене, брат, што да направам, какво да направам. Много е лесно на YouTube имате се. Научете се на YouTube и на Google. Ако и самиот канал има огромна гледаност, нека да го отворя, валјда самиот новче не гледа дека немам, нели, Cardano, значи може много лесно да си ги најдете одговорите на интернет. Много лесно. Значи да не го, нели, сега понадувам Цекс, PayPal, многу луѓе постарата генерација кои што ме прашуваат дека не знаат англиски, без разлика што ми се гледа дебитна качка, последните 4 бројки супер, ако хакирате нема ништо на неа. PayPal у Македонија работи. Значи луѓе најлесно да купите крипто е PayPal. Ако не се разбирате од берзи и како да префрлите и да креирате акаунти, PayPal. Зашо? Само треба да знаете, PayPal кога ги купите било кој крипто, то не е ваш коин. Тоа е имат only wallet, стои кај нив. Ако сакате да го извадите, вие не можете да го извадите криптото. Вие треба да го продадете и да го извадите како пари. Како дигитален долар. Не можете, еве тука ја гледате крипто, не можете да го извадите. Значи, тоа е гледа колку е лесно. Buy. Моментално ги продават тие 4 и имам информации дека сакат да го стават Cardano, али Cardano треба да прво да биде 100% мислам, ако не се лажам, децентрализиран. Проблемот на Cardano е што white paper е напишен у Јапонија, значи не у Америка, и сега заради тоа американците, нели, пазат што прават со тај. Уште не е стајна, али ќе биде и на Coinbase, и на PayPal, и на многу други. Значи страшен потенцијал има тај коин, затоа ви го форсирам. Че ви прво купете Cardano, не, мора да го кажам, не е финансиски совет. Ако имате пари, замисли колку луѓе дават пари за комар, за покери, за трки со кучиња кои што се снимани на CD, замисли првот кој видов во животот во Македонија, дават окари суми на пари за нешто кое што е снимано на CD и оничкува добивка. Значи тоа е 100% загубени пари. Ако пушиш 3 пакли цигари, пуши една, другите 2 ги стави во, ништо нема да загубиш. Од цигари да загубуваш здравје, тука ништо не загубуваш. Тука можеш само да печалиш. Многу лесно и просто и едноставно. Многу луѓе ми кукат, леле брат, немам пари. Имате пари секој година, не сите, али тие гледам луѓе на пример најчесто што ми пишат многу лесно на Facebook да видам дека ти преканата не за пред 2-3 години зборам сега, нели по вирусот не. Ти си бил преканата година 20 дена, 10 дена у Грција, бил си зимување Банско. Што не се оде без пари. Ти ми кукаш брат, дај пари на заем $100, 200 ќе ти ги врнам, а ти имаш слики со Банско, имаш слики по Грција, имаш слики по Шпанија. Луѓе, ако сум открил да станам милионер со крипто, глупо е да ми го губите времето. Јас сум добар човек, многу луѓе може да потврдат. На секој сум врнал на порака. Временската разлика е 9 сати, или на секој сум врнал на порака. Да споделам и да кажам мое мислење, можат луѓе да потврдат за тоа. Значи, глупо е да ми пишувате да ми губите времето за вашите приватни животи. Ако немате пари, одете работете. И јас сум Македонија, не сум роден со златна лъжица и да сум станал милионер. Во Америка сум рамбал од сабајле до вечер. Сум рамбал и по 19 сати, сум носил у Джерси палети од по 3000 паунди, 30.000 паунди камиони сум растоварал. Са не е да се глуп, да кршиш мускули. 30.000 паунди, па е енергија и време, и колено имам уништено, али не сум се жалил. Кога гледам дека не бива у Джерси, дека на никој не би го препорачал да живее, тамо не е Америка, тоа нема врска со Америка, тоа е како некој македонско село, и тамо ви ги зимат и ви ги лапат парите некои си македонски газди, и вие работите за нивниот сон. Не. Бев у Мајами на секој можам да го препорачам. Значи у Мајами глуп човек само може да не направи пари. Значи ако си ти кул фаца, ако си позитивен, у Мајами со сигурност може да направиш пари. Тоа е туристичко место. Дури луѓе што не знаат англиски и се просто да не речем нели глупират, си имат направено пари, бакшиши за туристите што ги засакале, па и имат и помогнано со документи. Америка, луѓе, многу луѓе плукате. Америка дава страшни возможности. Ако една држава не бива, значи бива друга. Погледнете ме мене, јас сум од Кочани.
26 години не сум можел да најдам работа укочени. Не дека не ми се е работило, никош сум кажал во животот, тие што ме познават, нема да работам за друг, за смешна сума на пари, и сум стоял на принцип. Дори во Америка, сите газди са ме гледале со респект. Може да го позволят многу македонци кои што ме познават. И сум еден од најскапо платените македонци у Джерси не, у Мајами и у Сиетл. Джерси за тоа избегав. Мајами и Сиетл сум еден од најскапо платените македонци. Значи многу луѓе, ема ти се фалеш како еден тип што ми пишал, кој високо лита, ниско паѓа. Луѓе, тоа се прости балкански менталитет разговори. Значи ти ако не ги кажеш и ако не ги споделиш тие информации, како луѓето ќе дознаат? Еви мои роднини пријатели викат: "Абе брат, трај си, свиркај си, прави си, те станал си пари." Глупости, брат. Треба да ги споделиш тие информации. И нека ме затворат, и нека ми ги земат сите коини, и ќе изгубам, јас сум ги направил. Имам $500,000. Кажав пред 3 на мои 15 години кажав. На 38 години ќе се пензионирам. Тоа е првата грешка што ја направив. Јас се пензионирав на 37, али позитивна грешка. Кажав ќе станам на 38 милионер. Јас сум на пат мултимилионер да станам на 38 години. Чи две грешки позитивни во мојот живот. Благодарение ќе го спомнам, многу души ми праша, случајно на интернет што го недов, нели, забегам се од теорија на заговор, програмирање на мозок. Значи, ово е најакиот компјутер. Нема нешто што ќе замислите да не може да се испуни. Не постои такво нешто. Тие луѓе кои што се околу вас, тие лишинари, волци кои што ве, нели, човкат, кцкат, тие луѓе, таа негативна енергија треба да ја искористите и да ви дадат потик. На мене, например, на цело кочење кажав да ќе одам во Америка, сите ми се смеја. И роднини, и пријатели, и другари, сите ми се смеја, никој не веруваше. Кажав, ќе идам во Америка, ќе работам во Мајами, ќе земам најголема плата, ќе се пензионирам на 38 и ќе станам мултимилионер. Многу мои другари и пријатели и роднини може да потврдат тоа. Значи, да не филозофирам сега, али треба да ви кажам кој сум јас, нели? Не се знаеме преку кој е и шо е, значи треба да дадам еден вовед и просто сум изненаден и задоволен колку луѓе ми пишуваат. Колку луѓе ми веруваат, вика пратам те 6 години, вика за крипто, вика просто не ми е верно. Вика плукав ме те сме, цело кочени збор е за мене. Ама у негативна смисла на збора. Замисли тие луѓе ако наместо да иде на кафе да зборе негативно за мене, дека сум се глупирал на интернет, дека сум убивал глупости, дека ќе банкротираш, да земе на проста аналитика да направи. Ти имаш луѓе джимини. Че тоа е го на дело интернету во Америка, чекај додека се најде. Имаш KuCoin. Значи ти имат лиценца да оперира тука. Значи мојата дебитна картичка е поврзана со KuCoin, луѓе. А еве и плюс ексклузивно за моите членови првите да видите. VeChain, Pundix, Monero, Stellar и KuCoin колку имам, додека зборам. Сите ми се на страшна печалба, купени, можам да ги покажам и трансакциите за кој не верува. Значи не сум ништо купил на скапо, ама што сакам да кажам? Тие луѓе што плукате по Кочани, по Скопје, по Битула, по Прилеп, по Штип, замисли за мене прават момент, пошто имам 10.000 членови, нели, брзо се шире мобето од како ги постирав моите волети и суми на пари и коини, дека ќе банкротирам, ќе сум умрел за леп, погледнете луѓе, за леп не се умира тука. Секој што работи може. Куќата е со извинение ми другара, не сум го прашал дали типо што ја рентам од него дали да снимам, 7 бедрум, 3 реструм и огромна кујна и огромни дневни и за 6 коли паркинг у мирна населба. Луѓе, Америка, ако работиш имаш чудо од пари. Додека у Джерси кои да видите у кои мизерни услови живеат, тоа ќе ми каже јас сум Америка, ти не си Америка. Ти си една штала и работиш у македонска конфекција. Тоа може да ги кажем на луѓето од Джерси што ги гледат. Доста луѓе кои што возат камиони имат успеано, точно, али у Джерси ти не се среќа. Тоа не е Америка. Тоа е село македонско, нема додирна точка со Америка. Њујорк е друга приказна. Што сакав да кажам, значи за лиценците сега рипам у тема, типично балкански менталитет сум јас, иако живеам 6 години во Америка, кога се изнервирам, нели, рипам на различни теми, значи проста логика. Значи како проверувате? KuCoin. Колку дневно луѓе тргуваат, тоа се билиони долари, милиарди долари. Дневни коини милиони долари у дневно купување и продавање. Имат лиценца, значи јас сум поврзал банкарска картичка, дебитна картичка од америчка банка на KuCoin.
6 години не съм блокиран, не съм затворен, значи глупо си да не верувате. Еве и Джимини. Джимини е най-добрата. Сега забеля се отлогира. Беки няма да тражи ключ. Да, супер. Джимини, луги. Значи, лицензът е от Нью Йорк. Я имам правено delivery Уолл Стрит. Значи сега, мислям дека е на тази улица, дека е тамо некъде канцеларията. Значи, я имам правено delivery и съм пръв македонец со една смешна македонска лична карта, која ще имам успеяно да долезам на, мисли си, у Уолл Стрит. И много яки амерички компании. И аз оттам ми идеята да, нели, да изтражувам, прво се интересира за берзите, за Уолл Стрит, али от какво ми го отбия, поради това, че нямам социален, това време нямам социален брой, ми отбия, каже го, Акцис и се почнам да изтражувам благодарение, мора да спомня, на Васко Ефтов, който ще направи за Dark Web, мислям дека беше за биткоин пред много години, т.е. значи пред некъде 5 години, ако не се лажам, направи, или така беше 5 години. И аз пред 6 години не можех да дойдам никако да купам биткоин или било коя крипто и го бев забравил, бев се толкова разочарал. Тражих инвеститори, имам другари, които ще взимат тук по 100 или 200 или долари пари. Имам другари, които ще са мултимилионери. И македонци, и българи, и сръби. Никой не е верувал дека си ги даде парите за крипто, какво ки го убедеш, нели? Коя гаранция си му со смешна плата на почеток Америка, дека ти ки му направиш милиони. Ден денеска се каят истите. Се слушаме со нив и се каят. Лично сакам да кажам, имам акция, сум имал 8 месеци работя в Джерси, да ги видам тия гигантски компании по Нью Йорк, да улавам со картичка у подземни са не бункери, нели тунели, дека чуват и складират такава технологија и то е точно дека складират и храна и нели за не дай Боже за напад. Тоа просто е како мини градови. Луѓето истражуват и се прават тестови на игри, на такви технологии, што дигиталниот свет енос се буде и има иднина. Значи ја имам токави, ја имам за милионски суми носено деливери, со камиони има носено за тия компании. Зашо би они складирале токави нели, технологии, ако дигиталниот свет изумира или нема да постои? И еве и самиот рестарт ви го зборам за сега да не навлагам от тази тема, да спомнувам алгоритъм, със сигурност ми го блокира видеото или може да ми го забранат сега, не дай Боже, първо видео. Сакам да кажам, има едни на това. Значи Джимини имат лиценз в Америка. Значи моята картичка е више повръзана 3 години, защото Джимини не ме пуща преходно, сега може и со Tax ID number, но македонци, аз съм дойден со бизнес виза в Америка. Значи нямам социален, имам Tax ID, што е исто, слично е како социално. Нели, со компанија може да отворам и да регистрирам, сум влезен у берзите со Tax ID number. Значи замисли си беаме поштили на времето тури со македонско ID, што сум много благодарен на Джимини. Со македонски пасош ме поштили, че големината на Америка. На некој што е бил имигрант, за да го пуштат и да има достъп до берзи. Значи Sanctuary Cities в Америка имаш, значи Сиетъл, Майами беше преходно. Значи имаш чуда от права. Значи трябва да размислите на този начин, дека тия берзи имат лиценца. То не може да утре да речат ки го затворят. И ако речат да го затворят, пропаяйки ти пратят известувания, ти да си ги извадиш коините и парите. Ако биде хакирана, Binance беше хакирана, Binance.com беше хакирана, и аз имах в това време негде 20-30 хиляди долари на нея, никакъв ефект не е имал връз мене. Нито съм загубил пари, нито коини, нищо. Они си ги покрия загубите. И така, KuCoin исто беше хакирана за 280 милиони долари. Беа ставиле забрана 2-3 дена за нели, да може да ги вадеш коините, али нямам загубено нито долар. Парите ми стоя, коините ми стоя на самата берза. Значи, Джимини и KuCoin за луѓе кои што со Европа и сигурно ќе ги пуштат в Македонија, ги строго препорачувам. Binance строго препорачувам. Ние в Америка више нямаме Binance.com и Binance.USA, няма ги истите коини, нели, и тај обрат на пари, али Binance работи в Америка. Немаше да се плашите. Некој ќе ми рече, ей брата, во ми тражи податоци од лична карта, пасош, адреса, тражи ми много информации. Другите информации хакерите може да ви ги најдат за 3 секунди на интернет. Вие си ги имате самите стаи на име и презиме на Facebook и телефонски броеви и се.
Значи не се става телефонски броеви, не сте вие някой бизнесмен да некой ќе ви тражи телефонски броеви и точно презиме. Моето, например, исто да забравам да напомнам, Даниел Гущеров. Мене не ми е презимето Гущеров. Я не го крия, моето презиме е съвсем друго. Моето презиме е Мицов. Не е никоя тайна. Нели? Али не се... сега го кажав, нели, заради... Не го криям и верувам комплетно берзите, дека не користам уствари пасворд со моето презиме. Аз знам много луѓе кои ще користат пасворди со нивното презиме, затоа не се става тоа презиме, не е за нещо друго. Знам дека много луѓе кои ще користат пасворд, замисли си мобилниот телефон и презимето. Лесно некој дури од Македонија да ве хакира. И аз покер кога си играеше, на времето на милион души го имам отворено Facebook. Што е кривично дело, али го имам отворено и го имам и имам кажано тоа на другари дека просто е да ставате такви пасворди. Пасворд човече се става со многу символи и нешто кое што е со капслок, без капслок. Сега да не филозофирам, мозок ми више блокира. Што сега да кажам, значи ово има иднина и со сигурност до декември сите ќе се уверат за големината на биткоин. На Ethereum, посебно на Cardano. Значи ќе привршувам, некем да биде плюс, не знам ни кој квалитет е, ово е како тест видео. Значи да напоменам дека сега ви е страшна период да си купите. Секој кој што чека, може да не начека. Точно е дека може да падне, точно е дека не може да падне, ама може и за една секунда целиот маркет да се врне. Че купи си на оваа сума, не е нели финансиски совет, мора да го кажем тоа. Тие што имате екстра пари, што не ви треба, уложиш за уиднина и чуваш. Не продаваш ако си купил на оваа цена и оно падне 30-20% па си бил на кафе, сакаш да се пофалиш на другите македонци, балкански медали, па они ќе ти викат леле брат, сите пари ќе си изгубиш. Тоа влијае, да. На слаб карактер влијае и ќе ги продаваш на загуба. Али не верувајте на луѓе кои што нема купено биткоин, кои што нема тргувано, нема го местено од волет. Вие не може да верувате на такви луѓе. Тоа се луѓе кафе шема му обети, не се разбираат од технологија, земат слаба плата. Македонија е далеку уште од нели за големи суми на крипто, али на сите пробав Cardano да ви го кажеме 0.003 центи, можете да направите страшни суми на пари. Тоа е тоа од мене. Значи прво видео, да се надевам дека е добро снимано, дека првиот пат кога проба беше без звук. На многу луѓе сум се смеал дека прават без звук, али еве и на мене ми се случи. И тоа е тоа. Бидете поздравени и да се надевам дека опремата ќе стигне шо побрзо за да направиме поквалитетни видеа. Значи поздрав од Бюри in Seattle фактички. Јас сум на едно 10-15 минути од Сиетл, значи тука подлабоко туку шумите за аналитика. Значи мило ми е, да се надевам дека видеото е испаднало да е добро. И бидете поздравени.